сега и секогаш и во вечни векови. Моето пътешествие е низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија, ете ме донесе во славна Дебарца, поточно речено во селото Велмеј. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Велмеј тргнав рано, мошне рано, околу 4 саат од народски кажано, но не со моето возило со стариот руски джип со камазот, кој речиси 20 кусур години ми е верен сопатник, кого овој пат го оставив малку, што се вели некој ден и тој да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија што го чекаат, туку со автобус. Поречиси 3 кусур сати народски кажано возење по магистралниот пат Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево во правец на Охрид, на речиси 20 километри пред Охрид, слегов на Ботунската автобуска постојка и речиси за непол саат време пешачејчи по 13 километарското кривулесто асфалтирано Ботунско, Злеско, Лешанско, Велмешко џаде, насладувајќи се од пролетната колоритна убавина, во раните утрински саати стасав во Велмеј, каде што селото раскошно блескотеше од утринските зраци на велмешкото сонце, распослано во западните падини на Илијска планина. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, имав две добри причини. Едната мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Велмеј низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите велмешани по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а другата е поканата на мештаните од ова село да присуствувам на великденската христијанско-православна традиција во чест на Христовото вознесение, кое се одржува на вториот ден на Великден, великденските покрсти, која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, а дел од овој сенароден ритуал и вам да ви пренесам и вие што се вели да бидите дел од него во оваа репортажа. Малку чудно ми беше, затоа што на прв поглед Велмеј го немаше она вообичаено великденско сенародно празнување. Каде се луѓево, нели е празник денеска, си велев во себе. Но додека размислував и одев кон селото, за миг мојата мисла ја отргна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: добре дојде, Зоране. Каде си што те нема? Долго те чекаме. Моето име е Димче, а презиме Андрески. Јас сум првиот меѓу еднаквите во црковниот одбор, коете и оваа година мене ми се падна, како и во изминативе години, да бидам предводник на овогодишниве великденски покрсти во нашето село, ми велеше.
Откако, како што се вели, за кратко време си се прикажавме, кои сме, што сме, се го почнавме муабетот на долго и на широко. На самиот почеток на нашето дружење, мојот домаќин Димче ми напомна да не ме чуди што во селово ја нема вообичаената велигденска врева, затоа што утринава сето село ќе биде во нашава црква Свети Никола, се спремаме за велигденскиве покрасти, ми велеше мојот домаќин Димче Андрески. Што туку мојот домаќин Димче почна да ми раскажува за велмешките велигденски покрасти, околу нас се собраа и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа, и тие ми велеа дека редно е да си дојдиш и ти дома. Ајде со нас, наши сме, како нашта ја сапиме, како домораден да си во селово. Ете како што гледаш, се припремаме и денеска да кинисаме со велигденскиве покрасти, сите адети да ги направиме како што било од памтивека, па се до ден денешен, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде, во нашево село Велмеј, иако без поп, еве како се сторија неколку години, како попот не доаѓа, многу му било напорно, го болеле нозете, а утринското богослужение сами си го правиме, сега ми велеа мештаните. Зоране, дали може пред моиве постари суседани да ти го раскажат стариот адет и обичај за велмешанските велигденски покрасти, да ти пренесам дел од сторијата за нашето село, што пред 2-3 години ја прочитав во една книга која случајно ми се најде при рака, напишана од еден многу познат географ и антрополог од Македонија, кој исто така како и ти ги шетал сите села во Македонија, Јован Трифуновски, а меѓу стотиците страници напишани во таа книга за сите села во Дебарцава наша, има десетици страници напишено и за моево село Велмеј ме праша. Може, како не може, му реков. Во книгата што јас ја прочитав, напишана од Јован Трифуновски за моето родно село, пишуваше: селото Велмеј се разпостила на западните падини на Илинска планина. Од северната и источната страна е заградено со планинските масиви на Илинска бигла со врвовите Килаец и Чуки, а на западната и јужната страна се простира Велмешкото поле. Велмеј припаѓа на областа Долна Дебарца, 13 км источно од магистралниот пат Охрид-Кичево. До селото се доаѓа по асфалтен пат, кој се двои од западната магистрала Охрид-Кичево кај селото Ботун, поминувајќи ни селата Белчишта и Лешани. Соседни села на Велмеј се Прострање, Велмеци, Големо Илин, Брежани, Куратица, Лешани, Гркополе, Горно Седоречие, Сошани и Одздолени. Во старо време денешното село Велмеј го сочинувале 3 заселени места, и тоа за селиштето Селце, за селиштето Осој, за селиштето Горно поле и за селиштето Чавина. Денешното село се заселило во втората половина на 18 век. Со вода за пиење селото се снабдува од неколку карстни извори. Велмеј е село од збиен тип. Куќите се групирани во 2 маала: Горни Чиплик или Црниовска мала, Долни Чиплик или Славковска мала, а поодделно секое мало го добило името според неголемите семејни родови на Црниовци и Славковци. Поголемиот број родови во селото се староседелски, кои некогаш живееле во поранешните заселени места. Старински семејни родови се Славковци, Новевци, Станковци, Органџиовци, Сугаровци, Темјановци, Црниовци, додека пак доселеничките семејни родови на Илјовци и на Андреевци во Велмеј се дојдени од некогашното село Јагорец. Семејниот род на Неделковци води потекло од селото Прострање, Поповци водат потекло од
Малечиското викано место Закамен, Николовци и Галабовци водат потекло од селото Бараково, Цветковци се по потекло од Лешани, а Сошанци водат потекло од селото Сошани. Додека пак Прензовци во Велмеј се доселени од Сливово, а пак за семејниот род на Пашовци не се знае ниното потекло, го заврши, така да речам, раскажувачки воведниот дел за селото Велмеј, што го имаше прочитано во научниот труд на еден од најголемите географи и антрополози, не само во македонски, балкански, туку и во шведски размери, Јован Трифуновски, во книгата Селските населби во Охридско-Скруската котлина, Димче Андрески. Црковниот двор на црквата Свети Никола беше препон предсе со млади велмешани, кои превршуваа со предпојдовните велигденски покрасти, китејќи ги неколкуте црковни бајраци со велигденски разноразни треви, растенија и шаренолики цвеќиња. Почитувани мои, предлагам дел од овој многовековен православен ритуал да проследите во продолжение на оваа репортажа. Благослови, Владико, благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Бог да ги благослови сиромасите. Бог да благослови дани величи. Бог да благослови здравје на луѓето. Бог да ги благослови душите на починатите. Бог да ја благослови Македонија. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Црквава Свети Никола е многу стара црква и е главна селска црква во селово Велмеј, воедно е и седиште на Велмејската парохија, од каде што секоја година тргнуваме со великдинските покрасти во раниве утрински сати и тука повторно се враќаме во првите попладневни сати. Покрај неа во селово постојат и други цркви и светилишта, а меѓу многуте како поглавни би ги споменал црквата Свети Ѓорѓија и црквата Света Богородица Пречиста Челија. Најсетне ќе те ги пренесам моите сознанија за црквата Свети Никола, а сетне, како ќе одиме со покрстите, ќе те ги раскажам и црковните собитија и на другите поглавни цркви и светилишта кои ги имаме ширум. Велмешанскиот атар ми предложи Димче Андрески. Сега и секогаш и во вечни векови. Црквата Свети Никола се наоѓа на самото сред село, а околу незе се наоѓаат и селските гробишта. На самиот влез во црквата се наоѓа големата камбанарија, која е изградена во 1941 година. Црквата представува дводелна градба. Стариот дел е подигнат во првата половина на 13 век, а со неколкуте доградувања во изминатите неколку децении го има добиено денешниот сакрален архитектонски изглед на 19 век.
Зидовите на стариот дел од црквата се дебели и до 80 на сантиметри. Во внатрешноста на црквата се наоѓа иконостасот, тука се наоѓаат и неколку мощни стари икони, ама тука е и резбаниот владички престол, на кого му недостасуваат повеќе делови, кои потекнуваат од 15-тиот и 16-тиот век. Над јужниот влез во полукружна лунета е насликана Богородица со малечкиот Исус Христос од типот на умление со наушница на увото, представа што датира од 13-тиот век, што е символ кој во тој период се користел за да се покаже дека е дете единец. Ваков мотив на Исус со обетка на уво е можен редок на фреските во македонските цркви. До неа се и други фрески на кои се забележува дека им се ископани очите, што често се правело во минатото од страна на луѓето заради верувањето дека делови од малтерот и боите се лековити. Од десната страна на иконостасот на посебен постамент се наредени околу 10 стари црковни книги кои се добро сочувани. Новиот дел од црквата бил граден некаде околу 1840 година и неговата функција била да служи како селско училиште. Затоа, натрешните сводови никогаш не биле сликани со фрески за сводовите и на тој начин да се спојат со стариот дел. И неговите камени ѕидови се дебели околу 60 сантиметри. Многу интересна е ликоната представа на патронот Свети Никола, кој се наоѓа во полукружната ниша над самиот апсиден дел од надворешната источна страна. Се претпоставува дека фреско живопишувањето е завршено во 14 век. Влагата и другите влијанија направиле внатрешните сводови да се значително потемнити и ликовите на светителите одвај да се препознаваат. Пред повеќе децении бил ангажиран фресков сликар кој ни оддалеку не бил на рамниште на најпознатите македонски зографи, па затоа фреските на ѕидовите се со слаб квалитет. На сводот доминира масонското око, што постои и во некои други македонски цркви. Според пишувањето на рускиот патописец Виктор Григорович, кога престојувал во Лешанскиот манастир Сите свети во 1845 година, тогашниот свештеник од селото Велмеј му донел една вреќа ракописни книги и на истиот му кажал дека мноштво други ракописи пишувани на зајачка кожа биле вградени во црквата во едно ковчеже во тогашната преправка од страв да не ги уништат грците фанариоти. Еве одека продукцијата Маријо филм се наоѓа во селото Велмеј, каде што од памтивека па до ден денешен стариот адет и обичај за Великден на вториот ден, каде што мештаните одаат покрасти. Ти се радува ли душата што е бе ова традиција и ова година? Да, ова е кај нас најславниот празник. И во Велмеј, и во Дебрца, па и во Македонија, а и во христијанскиот свет. Мене ми е мило што се збираме стално во голем број, посебно што има помлади генерации кои што ќе продолжат традицијата. Нека едно години. Амин.
Црквата Света Богородица Пречиста Челија е мала еднокоравна црква сместена надвор од селото Велмеј. Црквата е посветена на воведувањето на Света Богородица во храмот. Таа потекнува од 14. век, додека фреско-живописот датира од последната четвртина на 16. век. Името Челија упатува на тоа дека црквичката може би служела како челијно училиште кон крајот на 18. и во текот на 19. век, но поверојатно е дека таа била управувана од некој манастир и во неја немало секојдневна богослужба, туку се служило само за големите христијански празници. Црквата е едноставна градба, без украсни елементи, со влесов запад и има тристрано издадена апсида и покрив од две води со плочи од крилец. Прозорци има на источниот запад, на средината од апсидата и на јужната фасада. На влезот има полукружна ниша со представа на патронот на црквата. Техниката на градење видливо се разликува на долниот дел од градбата, со правилно редење камен, тула и малтер, а таквиот начин на градба е присутен делумно и на западната и јужната фасада, и тоа на вишина од само 1 метар. Надградбата на црквата била извршена со истиот материјал, но во погруба изведба. Долж страничните ѕидови се гледаат дрвени греди. Врз основа на градбата од долниот дел се претпоставува дека црквата датира од 14. век. Внатрешната структура на просторот е поставена како еднокорабен наос, со полуобичест свод и олтарски простор, со полукружна апсида и прскомидна ниша. Долж источниот зид се протега зидан испуст во висина од 70 сантиметри. Во протеезисот има две длабоки ниши. Основната карактеристика на зидното сликарство во црквата е приспособеноста кон архитектурата и кон сакралната функција на натрешниот простор, со распоредување на темелите во согласност со хиерархиските начела на светата вертикала и хоризонтала, вообичаено присутни во православните цркви од византиската културна традиција. Распоредувањето е прегледно во хоризонтални зони, а композициите се раздвоени со црвени бордури. Заднината е претежно комбинација од 2 до 4 хоризонтали, обоени со темносиво зелено, окер и испрскана боја. Ореолите се окер, со двојна кружница, потенка кафеена и подебела бела боја од надворешната страна. Зоната со медалјони се протега само на страничните ѕидови и се состои од 14 кругови, исполнети со црвена белузлаво-сина боја, споени со преплет во кој понекаде е насликан и цвет. Сокрето на црквата е покриено со имитација на завеса подеја, бела со окер, украсена со црвени и црни геометриски мотиви. Во внатрешноста на црквата има малку самостојни орнаменти, во длабочината на прозорците е во вид на дијагонално поделено поле, исполнето со брановидни црвени и црни линии, врз јужниот прозорец е во вид на куса лента од ромбоиди со стилизиран цвет. Во внатрешноста на фасадната ниша има цели палмети. Сликарската техника е изведена со нанесување пигмент врз влажна подлога, а написите наверојатно се напишени врз сува подлога. При тоа во црквата се прикажени 4 видови во кои се јавува Исус Христос, 4 евангелисти, Матеј, Марко, Лука и Јован, старозаветните пророци, вознесението Христово, Богородица со Исус Христос наградите, мртвиот Христос, архангелите Михаел и Гаврил, големите светители Свети Василий Велики, Свети Јован Златоуст, Свети Григорий Богослов, Свети Атанасий и Свети Никола. Во црквата се насликани 10 сцени, од кои зачувани се само 7, а од најважните настани во животот на Христос и тоа благовештението, Христовото раѓање,
сретението, крштевањето, воскресението на Лазар, Христовото вознесение и успението на Богородица. Тука ги имаме и ликовите на бројните светци и маченици, а судејќи според стилот се претпоставува дека фреско живописот е дело на само еден мајстор со соработник, веројатно од редот на зоографите кои потекнувале од околината на Охрид и Костур. Низ полево наше се наоѓаат знаени 17-тина, а може би и уште толку незнаени ранохристијански базилики, параклиси и црковни светилишта, кои ете секоја година на великденските покрасти ги посетуваме, како што се Ивановата ливада, Блато, Калуѓерица, Манастириште, Црквиште, Шивлица, вакавското место кај изворите, кои според средновековните историографски записи сите се или ранохристијански базилики, или средновековни цркви и манастири, кои во текот на средновековието се разрушени, но ете и до ден денешен меѓу моите велмешани не се заборавени. Секако тука е и новоизградената црква Свети Спас, продолжи со неговата приказна мојот домаќин и водич низ селото Велмеј, Димче Андрески. Втората половина на 15-тиот век за Велмеј период на обновување на селото, испразнето по завршувањето на востанието предводено од Ѓорѓија Кастриот. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е се изградбата на многу сакрални зданија, како што е и сакралниот средновековен манастирски комплекс кој постоел на местото викано Бели Војци, кое се наоѓа на источниот дел од селото, каде што исто така, според средновековните историографски записи, бил меток на Лешанскиот манастир со мноштво моноштво, кој воедно представувал средновековен книжевен центар, чии мноштво на средновековни записи биле пишувани со кирилично писмо на македонски книжевен црковен јазик. Според историографските записи, во атарите на вакавските места Кутлина и Света Недела се наоѓаат археолошки локалитети од ранохристијански и средновековни градби, а сведоштво за тоа се видливите вкресани крстови во грабадните бигори, како и остатоци од ранохристијански базилики, средновековни духовни светилишта, како што е и вакавсково место Света Недела. Пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе еден друг. Овде се наоѓаме на местото викано Кутлина. Тука поточно е постамент е камен посветен на Света Петка. Малце е кај народот постои верување дека ова е место некаде околу 4 век и секогаш на Великден се иде, се прави молитва за таа да забелече за здравје за Македонија. Сега овде има еден символ, тука е крстот. Овде се наоѓаат. Тој крстот е специфичен. Да. Бидејќи од она што останато и што се гледа, значи бесконечност. Тој символ означува бесконечност, нешто без крај, нешто возвишно. Меѓутоа овде имаме и остатоци од некои написи. Имаме написи горе кои што не може да се прочитат, тоа е како е стручно да речем, како скенирање на написот на камен. Што си да. Меѓутоа овде на овој монументален споменик има и овој према западната страна. Да, има камарче каде што стои икона од Света Петка, али пошто е надвор, и знаеш, ние од година е менливно, зашто се оштет во време. Меѓутоа за нашите гледачи ќе може тоа да покажеме. Да. Тука се наоѓа
камарчето, каде што стои иконата, посветена на Света Петка. И ова традиција е секоја година. Ова да, ние традиција сум од секој одбор имаме наследено. Јас само 35 години поаѓам тука и правим ова чест за Великден. Исклучиво за Великден е посебно значајно што сите црковни и ваковски места што се во Велме ги молуваме, правиме молитвата и секој граѓанин кој што ќе не викне на неговата нива за бериче да закопат јајце во нивата, му правиме молитви кај него и тој дарува црквата. Колку има археолошки, да речеме, локалитети исто духовна црквена? Археолошки локалитети имат много. Значи, во Охридскиот регион Велме е број 1 археолошки локалитет. Сега ние, да речеме, немаме сите ваковски места и поминиме, да речеме, Горнополско градиште горе и од заводот откопа црква од Истос. Ние сметаме дека Света Петка темелите стојат на 4 век по наводите, али таа е многу високо. Немојме да ги сепак наши градишта се Горнополско, Пералио и таму Слива и горе према Лешани имаме едно градиште. Има 4 градишта само Велме. Тие немојме големи се. Ние наши места што моментално имаме наследено што ни се вколе и што ги одржаваме, затоа што имаме се да одржаваме, големо. Сега вака едно, што е мотивацијата да бидеш начело на овој црковен одбор, нови млади луѓе, што се така речено како пастир, нови млади луѓе? Не, ми е чест искрено да му служам на Бога и јас сум многу задоволен народот, да речеме сите млади, ние имаме традиција крсти да носат само неженети, во смисла да за традицијата доста не подолго време. Тоа што младите учат и носат. За женетите со своји обврски, оден период може да се откаже најнуш и да немаме воопшто. И затоа остана една традиција да се носат 33 крста како символ на воскресението на Исус Христа на овај ден и да бидат млади наследно од колено на колено и таа е вечна традиција, ние не знаеме ни од кога. Овие 33 крста што ги имате во Велме, ми се чини дека се единствени во Македонија. Единствени се во Македонија затоа што ние кога ги наследиме пред да речеме кога почнеме со братот да служиме пред 15 години, пред 30 години наследиме 11 крсти и толку се носеше. Ние кога прошириме традиција, зашто имаше многу народ, имаше деца што саке да носат, побарување, ние мораше и направиме да земе символ на Исус Христа на воскресението 33, за да можеме да ги задоволиме. Народот и обичајот и поголема е славата на Бог. Меѓутоа, кога Македонија нема да, затоа што источниот дел на Македонија скоро ги имат и откажано носењето на крсти. Меѓутоа вака едно, кога еве денес сум тука продукцијата Марија Филм тука во Велме во оваа традиција, покрај момчината, бејчарите кои што ги носат крстите, позади момчината гледам овој нада популација девојчината доаѓаат. Ние кога наследивме се имат понови генерации, кога наследивме кога идеја во носи возрастни жени и пее исти молитви ги пеат тие. Во женски глас позади. Тоа беше 20 години. Сега како идат понови генерации кои што како да кажем, нешто се губи, да речеме, не носат носите веќе немат кој да гиткај, не порано, овде си ги произведеле Велме и си правеле, не да одат негде, така би сега се посовремени, ама ние пак ја одржаваме традицијата. Меѓутоа, еве ова е на берег. Значи секогаш идат. Но има деној кој има Великден и кај што носат и девојки крст. Некој сака да се пријави да си носи, се е дозволено. Меѓутоа, ми е полна душова овдека денеска по овие вакарски места кај што патуваме, видов околу 40-50 дечина мали до една година, 2 година. Тука е работата, значи ние го оставаме наследно и затоа Великден е кај нас поуча се слави со млади. Затоа што сите од дома, сите идат, сите ги носат, да учат, гледаат и секој одма што може да порасне носат икона или крси, земват одма, сел. Знаеш како го учат патот, пат повозрастни ќе се додадат, иначе земете икона, ќе земете. Што вика старите, детето додека не наполни полнолетство, како сунѓер се пива. Да, ние па гледај колку дечиња имаат помали од 7 години, например, можеш да видиш во народот што тие што ќе утре ќе им остане тоа наследство. Ова денешна маршрута е некаде околу 17 километра. Да. И ова ќе го под навод кажано нови млади момчина, бејчари, потенцијални ќе утре да се оженат. Химната на Исус Христос за воскресението ја пеа со душа. Да, ние тоа е честа голема, ние му служиме со Христос си од народ, ама и го славиме, затоа што сите е знаат молитва, не е книга или нешто, значи срце е знаат. Господе, помилуј.
Ти денеска ја носиш иконата на Воскресението Христово. Како ти е името? Кристия, Колку години имаш? 13. Кој деление си? 8. Како ти се вика учителката? Касниот. Валентина. Што ти оди повеќе македонски, математика, физика, хемија, биологија? Македонски. Тоа ти име? Кристијан. Се гордеш што денеска ја продолжи традицијата на обичаите од Велмеј? Да. А твоето име? Мартин. Си говори малку? Алце, ама не. Амумово е. Бечар? Да. Ајде, здраве Господ, па овој го по неколку години да ти играме на свадбата. Твоето име? Антони. Од кај си ти? Велме. Од која фамилија? Ставревци. А ти? Виктор. Од која фамилија? Матевци. Доаѓаш често пати во Велмеј. Што е тоа што те влечи? Општо селово. Так. Ти момче? Цеде. Презиме? Јолески. Од која фамилија? Јолески. Кажи повеќе, во Охрид или тука? И Охрид и тука. Ама повеќе Охрид. Што ќе им пренесеш на твоите другари денеска? На кај е пубава прославата, во Охрид или овде? Овде ке често се носи крста. Доаѓате овде со твоите патеши, не на раке, не на музика, не на песна? Да. Ти момче? Андре Тулевски. Така, од која фамилија? Тулевци. Кој да учиш или работиш? Охрид. Во Охрид? Што учиш? Економски. Ај, ќе бидиш ти, ој ќе бе економиста. Ти момче? Бојан. Што е символот на на сеќето? Традиција. Традиција. Така. Ти момче? Славчо. Прво доаѓаш? Не. Колку години доаѓаш? Па 4. Што е тоа што убавото што те влечи? Селото родно. Селото, да. Ти дете? Дамјан Станалов. Што години имаш ти? 16. Ајде, евате, добро е. И, слушај мака едно, што ќе пренесеш на твоите другари во Охрид? Да идет во село Велме. Повеќе. А ти? Никола Соколовски. Од која фамилија? Дамјановци. Денот како се викаше? Никола. Кога последен пат си бил овдека во Велмеј, не рачунајќи овој ден? Вчера. Вчера? Да. И што е тоа што доаѓа цело време? Па јас сум од тука и си го сакам сад. Добро, навечер кај се собирате вие младите? Во домот. И што си правите вака едно? Седиме. Со другари пијаме. Со другари? Што си му обетите? Све. За девојчината? Да. Имаш некоја симпатија во селово? Имам, да. Ајде, здравјо. Ти момче? Марко Бендиловски. Така, ти од која фамилија си? Матевски. Така. И доаѓаш овде често пати? Да, на викенди. А што е тоа што те влече овде каде рече? Аз си го сакам село. Што е тоа кој ќе овој им пренесува на другарите ве дојдете во Велмеј да видите што е убавина? Што ти вела? Па ми викет или ти дојме или немаме време. Да. Бојан Јолески. Така, Од Велмеј живеам во Охрид. така. Иначе идам често овде. Така. Ово да ми кажеш, кој постои ли можност овде да се развива онај селскиот туризам? Еве имаме убави куќи, тука имаме цркви, манастири. Ајде големиот туризам да речеме Охрид и езерото. Имаме, ама е доста иселено, напуштено. Така. Што е тоа што те влече да дојдеш тука? Родно место. Татко ти, мајка ти, дедо ти, така? Да. Ти си младо момче, твоите години? 16. Опа, добро е. Кај учиш? Ој МУЦ, Светина Омохридски. Кој смер? Информатика. Добро е. Ти момче? Дарко Стемановски, имам 17 години, живеам во Скопје. Во Скопје? Ајде сега на скопјаните, кои ќе влезете во кафаните, во кафичите, кои ќе чуете песна или овој ќе се вика македонска народна или забавна. Овдека е популарната песна Гори Балкан посветена на Дејан Војвода. Која порака ќе ја пратиш утре во Скопје? На сите скопјани македонци. Ќе доаѓаат овде и да дишат чист воздух. Ама и да марна ракија. И да најдат некој момиче, така? Домашно. Ти дете? Филип Бембиловски, имам 16 години. Така? Учам во ОМ Цветина Омохридски и смерот ми е електротехника. Така. Прво доаѓаш ова година? Колку години доаѓаш? Цел живот. Што е тоа што те влече? Родно место. Не родно место, ама. Точно, родното место. Кристијан Георгиевски. Така? Живеам во Охрид, но доаѓам и често во село Велме. Така. Георги Андрески, Така. имам 12 години. И јас често доаѓам, секоја недела овде. 12 години, кој деление си? 7. Ајде, македонски ти оди?
Да. Што повеќе ти оди, писмената работа или бегањето од часот? Ни двете. Добре. Ти дете? Иван Бибиловски, 14 години имам. Кој деление си? 9-то. Живеам во Охрид, ама доаѓам овде често. Од која фамилија си? Од Ставрецки овде. Дедото како се викаше? Илјо, Баба ти? Јаванка. Така, а ти момче? Дејан Светковски, имам 13 години и живеам у Охрид, ама често идам овде. Кој деление си? 8. Како се вика класниот? Валентина Пиповска. Строга или праведна? Англиски ти оди? Да. Македонски? Да. Што имаш, оцена 5? 5. Така треба. Јас сум Филип Костевски од Охрид, а често јам овде. Имам 13 години и 7 оделение сум. Кој ќе прочита човек ли сполево? Што си велиш вака, кој е убавина, а? Да. Така. Ти Чичо, како се викаш? Андрей. Колку години имаш? 8. Така, а ти Чичо? Мила. Колку години имаш? 7. Како се вика тато? Пеце. А мама? Јасмина. Имаш даничка? Како се вика даничка? Андреја. А ти? Имаш даничка? Не. А бато имаш? Не. Ги научи буквите? Сите ги научивме. Ајде ми кажете. А, Б, В, Г, Д, Г, Е, Ж, З, Д, И, А, К, Л, Л, М, Н, Н, О, П, Р, С, Т, Қ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш. Се наоѓаме на ваканското место Свети Ѓорѓија. Да, ова место е посветено на Свети Ѓорѓија. Овдека ние имаме велме две ваковски места посветени на Свети Ѓорѓија. Едното е ова и овдека идеме на Свети Ѓорѓија летен, на Ѓурѓовден, а и на Великден, мислам, сега денеска правиме молитва, а горе имаме на целото друг манастир Свети Ѓорѓија, кај што име зимен, кучните слави, претежно што ги држат кај нас на Свети Ѓорѓија се зимски. Меѓутоа тука има еден напис, Дека може да се запримети, тоа е на старословенски Ѓорѓи. И тука има надписи тука. И ова ние планираме тука да изградиме Божји храм, каде што ова стара икона ќе градиме во олтарот на манастирот. Иначе место се вика Иван од Ливада, попут Иван кој што служил во селото. Во одреден период кога Македонија била под турската империја, кој бил тука бегот и тие што учествувале во таа буна се пребегани преку Илинска планина и ги ме формирано селото Велмевци.
opet. Da se stori jeftinija, Кој ти е куќна слава тебе? Свети Ѓорѓија. Так. Може ли да се причати како беше животот пред 50 години за Великден, за Божи? Синко, како беше... Убав беше, а? Поубав беше напред. Така. Поубав беше, синко. Так. Кој ти се коучи овде во селово за лошо заарно? Нема комши таму су на сви около на куќа на Чедомон големана. Така. За споле што Те служи здравието? не служи. Рече што години ги наполни? Не знаа, бабе, колку ти мидеш? Па тука некаде 80 на појќе не. 84. Машала. Нека е денозорно години Великден. Амин. Така, да се види. Млади да ми видите повесели. Да се ми здрава и жива. Ајде полека, ајде полека. Традицијата продолжува. Од Сабајето тргнавме, од поминале покрстите и тука пак на село. Нека денозорно години. До година повесели и побројни. I rasite во гробојте живот им даде. Бог да ги благослови сиромасите. Бог да благослови Дани Мерич. Бог да благослови здравје на луѓето. Бог да ги благослови душите на починалите. Бог да ја благослови Македонија. А деците, обичаите, свадбите, крштевките, селските и зимските и крстните куќни слави го одржал овој народ во ова место, каде и да се наоѓаат било во Македонија, било во Америка, Австралија, Европа, Канада, тие никогаш не го забораваат своето родно огниште, својот роден крај, својата славна Дебарца, затоа што како што велат селаните од селото Велмеј, убаво место одврното нема никаде. На мообетењето, како што били народот, му нема крај. Морав да се заминам од селото Велмеј, затоа што ме чекаа да ги посетам и другите села во славна Дебарца, иако селаните ме замолија да им бидам гостин неколку дена. Се заминувам од селото Велмеј со едно ветување кој што им го дадов на моите пријатели од ова село, дека кога било да ме наведе патот кој славна Дебарца, пак ќе дојдам, пак да се видиме, само здравие Господ да им даде на сите велмешани, каде да се наоѓаат тие, а се разбира и на сите нас.